Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова е радиопрограма за овој час. Нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Со вечерашнава наша емисија, почитувани слушатели, ќе ви се представиме со две важни, да ги наречам, теми. Најпрво со рубриката Профил, каде во оваа емисија ќе го представиме нашиот сонародник Никола Стојановски, а исто така прилогот за македонската нова година, најстара во светот, 7529 години во оваа 2021 година. Ќе дадеме и блиц вести, а нема да ги изоставиме нашите македонски песни. Слушајте не, а ние ви посакуваме и пријатни минути, но и честити, нека им се имендените на сите оние кои го носат името на Света Мала Богородица, што е на 21 септември. Посебно на Марија Ангелевска и на ќерка ми Марија, која е и нејзин роден ден, за да идната година ни донесе нова и поголема радост на целата ваша фамилија. Пријатни 60 минути.
Како што реков на самиот почеток, да одиме со рубриката Профил и за вечерашнава наша емисија е нашиот сонародник Никола Стојановски. Мариовската околија го зафаќа речиси најголемиот простор од етничка Македонија, која своите гранки или поточно своите села ги распослала во Битолско, Прилепско, Тиквешијата, па дури до Меглинско и Пожарско. Мариово, кој се рачуна едно од најстарите локалитети не само на Балканот и во Европа, туку и пошироко, со своите природни богатства, богатите реки, руди и минерали, а посебно рачно изработените носии од девојки и невисти, сликовито го откриваат нивниот исконски период, поврзан со македонското сонце и слично, посебно се уште неоткриените наоѓалишта на македонците наречени пелазги и пајонци и нивните населби, но има и откриени орудија од камено доба. Не случајно во Првата светска војна се водиле битките токму во тој дел на Мариово. Германците, французите, англичаните украле колку што можеле од тоа наше историско богатство. Koji pa
Токму во едно од тие мариовски села е роден Никола Стојановски, кој по татко Стојан е од Пожарско и мајка Велика од село Скочивир, еден од 5 синови и една ќерка на фамилијата Стојановски. Никола Стојановски уште како мал не го интересираше земјоделието и сточарството, туку просветата, за да подоцна ги просветува и децата на неговите соселани. Затоа и се запишува учителска школа, каде токму таму во Битола се запознава со неговата идна сопруга, а сега покојната Марија Крушаровска од село Подмочани, која исто така завршува за учителка. Среќата ги зближува, но и големата љубов, за да се круни са овој брачен пар, а каде се раѓаат ќерките Тања и Билјана, додека пак синот Џани со доаѓањето во Канада. Во првите години Никола Стојановски учителствува во мариовските села, неговото родно село Скочивир, како и Бешиште и Добровени, а Марија во преспанското село Крани.